Добро вечер, почитувани. Како и секој петок, ваш домаќин на вечерта сум јас Јадранка Костова. Денеска весна денот секако се пресудите за обвинетите во предметот така наречен крвав четврток или упадот во собранието на 27 април, но повеќе детали, информации, па и коментари за тоа ќе имаме во Централниот дневник во 20 часот. Овој прв отворен појас јас го посветувам на изборите. Имено, како што е познато, ни предстојат први избори на председател на Република Северна Македонија. Како што знаете, на 21 април, а потоа и на 5 мај се предвидува првиот и вториот круг на председателските избори. И мој гостин во овој дел е Љупка Гугучевска, портпарол на Државната изборна комисија. Добро вечер, Добро вечер, ви благодарам за поканата. Да разјасниме или да расчистиме некои дилеми, бидејќи ова се први избори што ќе се одвиваат по изменетиот изборен закон, бидејќи не би сакала, не можам да ги изедначам референдумот со овие председателски избори. Да почнеме од тоа. Ноќеска во 24 часот, значи пред не знам колку часа би дошло, помалку од 20, заврши увидот во избирачкиот список. Знаеме ли колку гласачи има Македонија, ќе има на овие председателски избори? Така е, како што кажавте, ноќеска во 24 часот заврши овој 20-дневен јавен увид во избирачкиот список, кој беше отворен за граѓаните за овие председателски избори кои се пред нас. Избирачкиот список се става на јавен увид со одреден број на избирачи, меѓутоа во текот на овој јавен увид се огледа дека скоро 54.000 граѓани извршија увид и во овој временски период се донесени 517 решенија за запишување, потоа 412 решенија за бришање и 129 решенија за промена на податоци во избирачкиот список врз основа на барања од граѓани. Бројката финална на гласачи, на избирачи во избирачкиот список за председателските избори ќе ја знаеме веќе до 29 март, кога Државната изборна комисија треба да го заклучи избирачкиот список. Што ќе се случува во овие денови до 29? Во меѓувреме ни предстојат други активности поврзани со избирачкиот список. До 19 март Државната изборна комисија треба истиот да го даде на увид на политичките партии, кои пак до 24 март имаат право да поднесуваат барања за запишување, промени или бришања во избирачкиот список. Државната изборна комисија по тие барања постапува со решенија и откако веќе ќе се познати тие податоци, ќе бидат познати и точниот број на избирачи во избирачкиот список. Имаат ли обичај партиите да приговараат на овие бројки? Да, во минатото поднесувале партиите барања и за запишување, и за бришање, и за промена на податоци, истите биле прифаќани или пак не прифаќани таму каде што од тие причини сега не сакате да ја соопштите бројкава што во моментот фигурира, затоа што може да претрпи измени. Така е, оваа бројка претрпува измени во праксата на Државната изборна комисија, истата да ја објавува откако избирачкиот список ќе биде заклучен. Но Љупка, дали можеме да направиме вака една споредба или компарација со можеби број на гласачи за референдумот или уште подобро да ги видиме бројките на председателските избори 2014 беа последните председателски избори на кои Иванов го доби мандатот, вториот мандат. Во однос на бројката на гласачи не би калкулирала, односно не би ја споредувала со бројката на гласачи тогаш, меѓутоа ако зборуваме веќе за излезноста на гласачите, да, тоа е уште поинтересно. Така, секако имаме такви податоци, тие се јавно објавени на нашата веб страница, така што секој кој е заинтересиран може и да ги погледне и да ги проанализира. Ева, например, во 2014 година на председателските избори, во првиот круг имавме 48,86% излезност, додека во вториот круг имавме 54,38% излезност за изборите за председател тогаш во 2014. Евентуално 2009 ги имате процентите? Да, в 2009 56,88% излезност во првиот круг, додека 42,63% излезност во вториот круг на гласање во 2009. Ова се интересни, значи 2014 во вториот круг имаме поголема излезност, а 2009 имаме помала излезност. Така е, да. Во секој случај, цензусот од 40% излезност е задоволена. Како стојат
податоците со диаспората. Многу мал интерес, мислам дека има кај нашите иселеници надвор да учествуваат во изборните процеси. Така е, до ноќеска до полнок истече и рокот за пријавување за гласање за нашите државјани кои што се на привремена работа или престој во странство. 1825 пријави пристигнаа до Државната изборна комисија. Оваа бројка може да претрпи известни промени. Во која смисла да претрпи? Дополнително може? Да, дополнително, бидејќи добиваме пријави пристигнати во хартиена форма до дипломатско-конзуларните представништва, така што тие податоци не се доставуваат преку Министерството за надворешни работи и оваа бројка може да претрпи одредени измени. Ова делува дури ситно смешно. Ние постојано збориме се иселиле 400.000 волку 100.000 и добиваме вакви мали бројки. Каква беше заинтересираноста за референдумот или претходните председателски избори од нашиве иселеници, да речем? Податоците за овие два претходни изборни процеси, референдумот и парламентарните избори, предвремените парламентарни во 2016 година. Еве 2018 година сме имале 2768 пријави, од кои 2694 биле прифатени, а на гласање излегле пак 1267 од пријавените. Значи тука се вртиме некаде. Да, во 2016 година имаме поинаква ситуација за парламентарните избори. 20.629 пријави, на гласање излегоа 7.989 од пријавените. Значи имаме многу повеќе пријави отколку што потоа излегуваат да гласаат. Да. Дали во Државната изборна комисија се размислува евентуално за некои нови типови на гласање, електронско или слично? Се размислува ли на овој план, во овој правец? Компаративно трендот не само во Македонија, туку во сите земји кои што вовеле ваков тип на гласање во странство е интересот да опаѓа кај иселениците, и тоа од различни причини може да биде, сеедно дали се економски, политички, институционални. Но ние немаме толку разгранета дипломатско-конзуларна мрежа за нашиве иселеници, посебно преку океанот, да им биде така, дел од причините се и географската местоположба на гласачките места. Нашите државјани кои што живеат во странство некогаш треба да патуваат и по стотици километри за да стигнат до гласачкото место, се изложуваат на трошоци и така натаму. Дел од причините можеме да ги побараме и тука, така што секако Државната изборна комисија размислува во насока на воведување на современи технологии во гласањето. Иницииравме веќе на таква дебата на почетокот на годината, вклучивме повеќе институции како и експерти од странство да изложат различни искуства. Така. Сега за овие избори изборниот законник е ист како што беше и претходно во овој дел, значи мора да ги спроведеме изборите на истиот начин. Нашите државјани во странство ќе гласаат непосредно во дипломатско-конзуларните представништва, меѓутоа за воиднина веќе може да се размислува во насока на воведување на други начини на гласање. На крајот ова премногу кошта, да речеме, целата организација за гласање на диаспората. Мислам, тоа веќе е во надлежност на собранието, која или треба да го олесни тој начин преку електронско гласање, инаку не знам што се добива со волку малку гласови, но тоа не е веќе во надлежност. Така е, да, трошоците веќе и се занемарливи, доколку сакаме да обезбедиме политичко учество на нашите државјани во странство, меѓутоа да. Потписи собираа 9 кандидати, само тројца успеа да го остварат тоа. Имате ли приговори од овие што отпаднаа, што не успеа да соберат, бидејќи знам од некои од нив реагираа по социјалните мрежи за некакви пречки, притисоци? Тројца кандидати од 9 успеа да го соберат тој минимум од 10.000 потписи. До Државната изборна комисија имаме поднесено приговор од еден од кандидатите, од Јосиф Мирчевски, и жалба од кандидатот Лири Мухареми. Тие повеќе се однесуваат на начинот на известување на медиумите околу самиот процес на собирање потписи. И делот на водите се однесуваат исто така и на локациите за гласање, за собирање на потписи, се извинувам, односно на подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, каде што се собирале потписите. Еден од овие тројца кандидати, конкретно професорката Силјановска-Давкова, не го признава името Република Северна Македонија, рече нема да го изговори, но овие избори што Државната изборна комисија
ќе ги спроведува се за избор на председател на Република Северна Македонија. Можно ли е да примите апликација, да ја наречам така, на кандидат кој би се тркал за председател на Република Македонија? Ставовите на кандидатите Државната изборна комисија не ги коментира. Нашите образци кои што се потребни од сите кандидати и сите учесници на изборите да се пополнат, се веќе усвоени, се објавени на интернет страницата на Државната изборна комисија. Секако во тие образци стои Република Северна Македонија. Така е, дека и во сите активности досега, па и во понатамошните, секако ќе ги почитува уставот и законите на нашата држава. Што се сега правилата на игра во наредниве денови? Бидејќи 21 март треба да се утврдат официјално кандидатите за председателската трка. А кампањата почнува на 1 април. Какви правила важат за медиумите, конкретно, ама и за изборните штабови во овој период од, да речам, 10 дена? Да, имаме тројца кандидати кои го собраа потребниот минимум од 10.000 потписи, меѓутоа досега не е поднесена ниту една листа на кандидат до Државната изборна комисија, која што би се разгледала и потоа би се потврдила со решение. Рокот за тоа е до 21 март, како што кажавте, и откако кандидатите ќе ги достават своите листи, поднесоци до ДИК има рок во кој што треба и сите да ги разгледа и да ги потврди со решение или пак да ги врати на коригирање доколку е потребно истото. Во овој период сите тројца кандидати ги има во јавноста, на интервјуа даваат изјави секојдневно. Се кршат ли тука правилата на изборниот закон? Во овој период тие се уште не се официјално кандидати за председател, со оглед дека не поднелен поднесок, односно листа на кандидати до ДИК и истата не е потврдена со решение. Така. Затоа прашав од 21 март до 1 април има некои поинакви правила. Од 1 април веќе официјално кампањата стартува. Така, на 1 април стартува официјално изборната кампања, истата ќе трае до 19 април. Во тој период секако има изборниот законник стриктно наведени одредби што како треба да постапуваат организаторите на изборна кампања, потоа медиумите. Да, во тој период може да се викаат на дебати, на интервјуа или не може? Во тој период правилата се доста строги, она што може да се протолкува како директна или индиректно представување на некој кандидат или на некој настан во функција на изборна кампања на некој од кандидатите е забрането согласно изборниот законник. Така што периодот, би рекла, е некако сличен на изборниот молк кој што го имаме пред и денот на изборите во тој дел. Има посебни правила за медиумите. Сега што ми е интересно, посетата на грчкиот премиер Алексис Ципрас е најавена после 1 април, значи почетокот на април. Тоа е една историска посета, тоа е првиот грчки премиер што доаѓа во официјална посета. А трае кампањата. Како треба медиумите, не може да се занемари тој настан. Но каде би можеле да ги прекршат медиумите правилата на известување? Во тој дел правилата на известување евентуално би можеле да се прекршат доколку оди пренесувањето на таа вест во насока на промоција на некој од кандидатите. И во текот на кампањата, на самата кампања, едно од главните правила за известување за медиумите, за радиодифузерите, меѓутоа и за електронските медиуми и за печатените исто така, е избалансираното известување за кандидатите во однос на кој ги огледува нивните активности на теренот, така што во таа смисла и во таа насока би требало да внимаваат самите медиуми. Ова е интересно дека овој пат овие председателски избори ќе се покрива кампањата од буџетски средства. Со колкави суми ќе имаат изборните штабови на тројцата кандидати финансии од буџетот? Така е, за прв пат оваа година преку Државната изборна комисија ќе се исплаќаат средствата за платено политичко рекламирање. Под платено политичко што се подразбира, не само медиумско?
се подблатено политичко рекламирање се подразбира медиумското рекламирање, значи добро. на радиодифузерите, печатените медиуми, како и интернет порталите. И сега имаме веќе оформен регистар, тој е објавен на нашата интернет страница, на интернет портали, и тој за прв пат се воведе за овие избори. Тие се регистрира со барање за регистрирање до Државната изборна комисија, да, ценовници, меѓутоа и извод од Централен регистар не постар од 6 месеци. Имаме 83 интернет портали кои се влезани во нашиот регистар. Така, ориентационо, нели уште немаме број на гласачи, но ориентационо, со каква сума државни пари ќе има еден изборен штаб на располагање за ова ваквата промоција? Во однос на ограничувањето за трошење на средства кој го предвидува изборниот законник е дека секој организатор на изборна кампања може за изборната кампања во целост да потроши по 110 денари по запишан избирач. Меѓутоа тоа е за сите действија во рамки на изборната кампања, каде што влегува и платеното политичко рекламирање. Средствата за платено политичко рекламирање ДИК ќе ги исплати врз основа на фактура која ќе ја добие од медиумите, потоа медија план, како и извештај за извршена услуга, кој треба исто така да се поклопува со извештајот од самиот организатор на изборната кампања. Но сите тројца кандидати изборни штабови ќе имаат иста сума, така? Од средствата од буџетот на располагање за оваа намена. Вака, ограничувањето, како што кажав, кој го наметнува изборниот законник, е секој организатор на изборна кампања, ако предпоставиме дека се тројца кандидати, да може да потроши по 110 денари по запишан избирач. Таа сума важи за целата изборна кампања и за изборната кампања, рековме, влегува во неја и платеното политичко рекламирање, тоа се покрива со средства од буџетот, меѓутоа останатите активности организаторите можат да ги покриваат и преку други средства кои што се законски определени. Кога беше референдумот, затоа реков многу и не се споредуваат изборите со референдумот, тогаш организатор беше Собранието, а Собранието одлучи тие средства да ги дава само на телевизиите, колку што се сеќавам, така беше. Во однос на спроведувањето на референдумот, тој се спроведува по друг закон, постои закон за референдум и непосредно изјаснување на граѓаните, така што, како што и самите кажавте, не може да се споредат овие два процеса. Да, бидејќи некои прават паралела со тоа и излекуваат такви заклучоци. Што правим или колку Државната изборна комисија може да парира на лажните вести, на дезинформациите? Ако тоа направи бум и промени во една Америка на претседателските избори, во средина мала како Македонија, каде што и лажните вести постепено фаќаат корени и традиција, стануваат, што може Државната изборна комисија? Државната изборна комисија на лажните вести одговара со транспарентност, отчетност и отвореност пред се наседниците кои што ги држи, меѓутоа и користење на сите канали на комуникација кои што во денешно време ни се на располагање, дури социјалните мрежи. Имаме своји страници на социјалните мрежи и нив ги користиме како канал за побрзо да стигнеме да таргетираме различна популација зависно од пораката која што сакаме да пренесеме. Како што кажав, отворените седници на ДИК на нив секогаш се поканети медиумите, акредитирани наблюдувачи, овластени представници и така натаму, и сите без исклучок се отворени, записниците од седниците се објавуваат на интернет страницата. Една седница само не е отворена за јавноста, тоа е седницата на која што се утврдува изгледот на гласачкото ливче, и тоа е од безбедносни причини. Меѓутоа, во останатиот дел, секогаш и председателот и членовите на Државната изборна комисија се достапни за коментари, разјаснувања, појаснувања, изјави и така натаму, и за гостување, секако, апсолутно. Опозицијската партија во неколку наврати споменуваше можност дека владеачката партија подготвува некаков фалсификат. Што може Државната изборна комисија на ова поле да направи, да пресретне, да реагира? Дали е можно и што може да се направи? Во однос на остварувањето на своите надлежности, Државната изборна комисија навистина е одлучна и детерминирана да нема ниту една дамка на овој изборен процес и навистина ќе сториме се
што е во наша можност. Меѓутоа, апелот до сите учесници, чинители во изборите, секако стои, веќе е испратено од Државната изборна комисија. Секој има свој дел, свои права, меѓутоа и своја одговорност во текот на изборниот процес, доколку во истиот учествува. Дали е било како гласач, било како кандидат, било како организатор на кампања, наблюдувач и така натаму. Имате ли посебна организација на денот на гласањето? Пред се прво 21 април, да речеме. Апсолутно, денот... Некаква вонредна организација? Денот пред изборите, на денот на изборите, ние ДИК е во постојано заседание и стручните служби работат непрекинато. Тоа значи дека постојано сме во комуникација со сите изборни органи, почнувајќи од општинските изборни комисии, преку нив со избирачките одбори. Гласачите исто така може да се јавуваат директно на нашите отворени телефонски линии. Примаме информации и од наблюдувачите, од наблюдувачките мисии. Собираме информации од терен, истите ќе ги објавуваме во најмалку 5 пресконференции. Постојано сме отворени за медиумите и тоа е еден начин на организација кој што функционира веќе со години во изминатите изборни процеси и сега нема да биде исклучен. Така, што доколку се случи бојкот на вториот круг од било кој од учесниците во овој изборен процес? Државната изборна комисија ќе има своја кампања на која што секако ќе го промовира духот на избирачкото право, како и кампања која што ќе ги покрие информациите околу тоа што е потребно секој гласач да знае при остварувањето на своето избирачко право. Меѓутоа, избирачкото право е право, не е обврска, така што и во овој дел Државната изборна комисија ќе го направи своето, она што... Ќе си ја работи работата. Така, меѓутоа, доколку се појави некој ентитет, евентуално, кој што би апелирал во овој дел, секако дозволено е со нашето законодавство и тоа да се случи. Освен говорот на омраза и дискриминаторскиот говор, сето друго е дозволено. Така, законот предвидува казни, прекршочни, кривични постапки, дури имате ингеренции да покренувате дисциплински постапки, тоа предпоставувам за изборните органи или слично. Како се движат казните, прекршочни пред се? Да, така, изборниот законник има доста обемни одредби кои што предвидуваат прекршочна одговорност за сите чинители во изборите, почнувајќи, како што кажавте, од изборните органи, значи членовите на избирачки одбори, општински изборни комисии, понатаму радиодифузерите кои ги спомнавме, печатените медиуми, електронските медиуми, организаторите на кампања и така натаму, секој подлежи на некаква одговорност за кршење на одредбите на изборниот законник. Какви ви се комуникациите со антикорупцијската агенцијата за аудиовизуелни услуги и слично? И другите органи кои имаат, да речем, одредени ингеренции на одредено поле во изборниот процес? Одличен соработка и комуникација и досега. Веќе Државната изборна комисија склучи меморандум за соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата и со Државниот завод за ревизија. Така што во тој поглед ќе соработуваме и понатаму со овие две институции, со Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, исто така имаме одлична соработка, истото и ќе продолжи, бидејќи помеѓу другото и самиот изборен законник не обврзува на тоа. Самата агенција ќе доставува извештај до ДИК во однос на покриеноста, односно услугите кои ги извршиле медиумите, кои што ќе треба да се исплатат како платено политичко рекламирање од буџетот на ДИК, така што имаме навистина добра соработка со сите институции. Има ли интерес за мониторирање на изборите од невладиниот сектор или не знам? Веќе така, некаде сме на средина на процесот. До сега каков е интересот? Рокот за поднесување на барања за акредитација истекува негде една недела пред денот на изборите, значи има уште доста време. Меѓутоа, до сега имаме веќе барања за акредитација кои што се и одобрени од Државната изборна комисија. Меѓународната фондација за изборни системи поднесе барање, потоа МОСТ поднесе барање и Државната изборна комисија на Црна Гора. Нивните барања за наблюдување, за акредитација. Тоа е вообичаено од државни комисии од други држави да учествуваат во
наблюдување на избори? Апсолутно вообичаена пракса. Ние праќаме и покана преку Асоциација на изборни органи на која што сме членка како Државна изборна комисија и сите оние наши колеги, би рекла, кои што се заинтересирани да дојдат да ги следат изборите, се добре дојдени, поднесуваат барање за акредитација за наблюдување и ДИК истото го разгледува и одобрува. При крај сме, на крај сме. Всушност, но можам да забележам, имавме периоди кога Државната изборна комисија беше место на жестоки расправи, дебати, дури имаме и судски процеси заради одредени гласања во Државната изборна комисија. Некако многу мирно се одвива во Државната изборна комисија. Немате проблеми, надгласувања, прегласувања. За сега работите се одвиваат очигледно како што треба. Апсолутно, да. Имаме позитивни законски прописи, изборниот законник е тука, подзаконските акти кои што ги носи ДИК веќе сите се усвоени, ДИК има и свој деловник за работа според кој што работи, така што од прилика сме на едно чисто тло, цврсто тло, би рекла, каде што наше е како Државна изборна комисија истите овие одредби да ги спроведеме и да имаме фер и демократски избори на 21. Благодарам што беше гостин во отвореното студио. Тоа беше Љупка Гугучевска, портпарол на Државната изборна комисија. За 10 минути се гледаме во Централниот дневник. За сега пријатно.